Почитувани граѓани на Република Македонија, пред 2 дена, на 27 февруари, ми беше доставен доказ дека е создадено мнозинство во Собранието на Република Македонија. Во таа прилика им честитав на партиите кои успеале да создадат мнозинство, бидејќи тоа е важен чекор кон излез од кризата. Денеска го поканив лидерот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, господинот Зоран Заев, на консултативна средба во однос на одлуката за доделување мандат за состав на влада на Република Македонија. На средбата го запознав со сите правни мислења за кои вчера разговаравме со компетентни правни експерти. Според нив, во согласно со член 90, мнозинството е постигнато и тоа е основа за да се додели мандатот за состав на влада. Сепак, според правните експерти, проблем се роковите. Имено за да се испочитува член 90 од Уставот на Република Македонија, останува исполнувањето на роковите кои се утврдени со Уставот. Почитувањето на роковите е неопходно за трансферот на власта да биде легален и легитимен. Разговаравме за повеќе решенија како да се надмине проблемот со роковите и да се додели мандатот, а при тоа одлуката да не биде во спротивност со член 90 од Уставот. Ова прашање е лесно надминливо и за тоа постојат решенија. Особено сега, кога веќе е создадено и обезбедено мнозинството во Собранието. Во спротивно, мојата одлука за доделување на мандат без запазување на рокот од 10 дена, даден во член 90, може да биде оспорен. На господинот Заев му предложив да изврши консултации и да ме извести за нивниот став за подунетите решенија. Препорачав да се држиме до воспоставената практика од 1992 година, кога и во трите обиди за формирање на влада се почитувани уставно утврдените рокови од 10 дена. Ме информира дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија останува на ставот дека роковите во Уставот и воспоставената практика од 1992 година не се пречка за доделување на мандатот и бара доделување на мандатот да биде веднаш. Покрај ова формално правна пречка постои многу посуштенствен проблем. Еве зашто станува збор. По изборите бевме непријатно изненадени од една постизборна политичка платформа од туја држава. Платформата е постизборен документ изработен и подпишан во туја држава во кабинет на странски државник и со посредство на премиер на туја држава. Содржината на платформата е надвор и од Уставот и од Охридскиот рамковен договор. Со оваа платформа се загрозува сувереноста и независноста на државата, доведувајќи ја во положба на починетост или зависност спрема друга држава. Со оваа платформа Република Македонија е уценета, а нејзината унитарност, сувереност и независност се загрозени. Процесот на постизборно коалицирање и формирање на нова влада стана заложник на ова постизборна платформа од туја држава. Наместо конечно да излеземе од политичката криза, поради оваа платформа ние за жал заглавуваме во уште подлабока криза во која се доведува во прашање темелните државни интереси на Република Македонија и нејзините граѓани. Долго време очекував дека одредени политички партии ќе покажат државотворност и зрелост и јавно ќе одбијат воопшто да зборуваат за таква туѓа постизборна платформа. За жал, видовме дека наместо веднаш и без дискусија да ја отфрлат, некои почнаа со неа да лицитираат, не сваќајќи дека всушност лицитираат со унитарниот карактер на државата, со идентитетот на граѓаните и државните интереси. За карактерот и иднината на државата не може да се преговара, ниту да се водат разговори на нетранспарентен начин. Граѓаните имаат право да ја знаат вистината за содржината од разговорите. Но и за ова има решение. За време на средбата од господинот Заев побарав јавно и јасно да ја отфрли и осуди оваа платформа, бидејќи македонските граѓани на изборите гласаа за реформите и за исполнување на обврските од договорот од Пржино, а не за постизборна платформа на туја држава. Од тука, втората суштинска забелешка
е дека разговарање за содржина или преговарање за платформа на туѓа држава е спротивно на Уставот на Република Македонија. И не само тоа, туку преговарањето и префаќањето на туѓа платформа е казниво дело според кривичниот законник, бидејќи тоа значи доведување на Република Македонија во положба на подчинетост или зависност према друга држава. Драги сограѓани, од меѓународната заедница очекуваме јасно и јавно да ја осуди таквата платформа која представува бескрупулозно мешање во внатрешните работи и редефинирање на унитарниот карактер на нашата држава. Многу добро се сеќаваме дека меѓународната заедница излегуваше со такви ставови во случај со други држави од регионот. За жал, во случајот со Македонија, такво јавно осудување немаше. Ваквиот гласен молк ни потврдува дека иднината на Македонија сега зависи само од нас, нејзините граѓани и нејзините институции. Мојата порака е јасна. Штом се воздржа од осудување на платформата што ја загрозува сувереноста и унитарноста на државата Република Македонија, сега меѓународната заедница треба исто така да се воздржи и од наметнување решенија кои би биле во спротивност со државните интереси на Република Македонија. Почитувани сограѓани, преговарањето за платформа на туѓа држава значи негирање на суверенитетот и самостојноста на Република Македонија, како што е наведено во член 1 од Уставот на Република Македонија. Во Република Македонија суверенитетот произлегува од граѓаните и им припаѓа на граѓаните. Никој од граѓаните на ниту еден демократски избран представник не му дал право, преговарајќи за постизборна платформа на туѓа држава, да го загрозува суверенитетот на Република Македонија. Македонските граѓани на изборите гласаа за партиски програми, а не за постизборна платформа на туѓа држава. Ова се сериозни моменти од историјата на Република Македонија. Секој еден од нас мора најодговорно да се однесува, затоа што секоја погрешна одлука може да има несогледливи катастрофални последици за иднината на државата. Кога ја презедо функцијата претседател на Република Македонија, согласно Уставот, на седницата на Собранието, ја дадов и свечената изјава со која се обврзав функцијата да ја вршам совесно и одговорно. Се обврзав да ги почитувам Уставот и законите и да ги штитам суверенитетот, територијалниот интегритет и независноста на Република Македонија. Во согласно со оваа моја заклетва, ниту Уставот, ниту совеста не ми дозволуваат да дадам мандат на секој оној кој го руши суверенитетот и независноста на Република Македонија. Драги сограѓани, слушам како ме одвинуваат дека со моите досегашни постапки сум ја злоупотребувал службената должност и дека сум можел да добијам кривична пријава. Ги охрабрувам иницијаторите тоа и да го направат. Оние кои деновија ми се закануваат и ги повикувам да покренат и прашање за мојата одговорност во согласно со Уставот. И во оваа прилика јасно им кажувам, не постојат закани и уцени што ќе ме натераат да го прекршам Уставот. Но истовремено ги охрабрувам да поднесат кривична пријава согласно кривичниот законник на Република Македонија и против секој оној која доведува Република Македонија во положба на подчиненост и зависност према друга држава. Во согласно со член 84 од Уставот на Република Македонија, јас нема да определам мандат за состав на влада на Република Македонија на секој оној кој преговара за платформи на други држави, со кои се уценува македонскиот народ, се загрозуваат унитарноста на државата, нејзиниот суверенитет и независноста. Туги постизборни платформи не можат и не смеат да бидат основа за формирање на влада на Република Македонија. Драги сограѓани, ние немаме резервна држава. Република Македонија е единствената држава што ја имаме. И немаме историско право да го уништуваме она за што се бореле и гинеле генерации. Тие ни оставиле оваа држава, за да ја оставиме на се уште неродените,
на нашите деца и потомци. Затоа сакам да ве уверам, вас граѓаните, дека можете да бидете спокојни. Се додека сум председател на Република Македонија, нема да дадам мандат ниту на човек, ниту на партија што се залага или во својата програма има платформа за рушење на суверенитетот, територијалниот интегритет и самостојноста на Република Македонија. Бидејќи длабоко верувам дека ова се темелни вредности со кои никој нема право да тргува. И не мислам да отстапам од нив. Ви благодарам.